гала настанот е втор настан поред како што се реализира во Македонија, значи претходната академска година имавме ваков тип на настан и чест ми е што успеваме на ваков настан да ги запознаеме лично сите наши потенцијални стипендисти и да од оваа година веќе разменуваме информации и искуства на работилниците кои што допрва нели следуваат. Кога веќе збориме за бројките и можноста лично да ги запознаваме, оваа година можеме да се пофалиме со отприлика 120 студенти кои што ќе бидат идни стипендисти на програмата. Вкупно кои што се регистрирале во нашиот електронски систем се околу 300 кандидати. Откако почна со имплементација програмата до денес, дали има напредок во однос на запишувањето на студенти и секако нивниот успех? Да, јас и на говор спомнав дека бројот е показателот за резултатот кој што го постигнуваме. На почеток беа само студенти на додипломски студии, сега веќе имаме студенти на постдипломски студии, дури и студенти кои што ќе се запишуваат и на докторски. Така што сепак тоа е резултатот кој што нас не охрабрува уште повеќе да работиме и да нели ги нудиме сите можни услуги кои што им се потребни на идните стипендисти на програмата. Во моментот сум трета година студент. РЕП стипендијата премногу ми помага бидејќи ги покривам сите трошоци поврзано со моето образование и не само мене, РЕП стипендијата има леснува и на моите родители кои што не се вработени. Значи РЕФ во моментов е во фаза на усвојување на нова стратегија 2015-2019, каде што новото е што овие модели на олеснување на пристапот кон сите фази на образование, почнувајќи од претшколско до високо, се прават обиди тие да се институционализираат во рамките на системот, затоа што овие модели се покажаа успешни. Иако нели со додатни финансиски напори и секако техничка поддршка на многу експерти кои се вклучени секако и невладини организации, сепак овие модели покажа дека проблемот е не само во ромската заедница, туку дополнително и во самиот систем на образование, каде што поради многу причини. Дел од тие причини кои се? Значи, дел од тие причини е дека нема доволно знаење и разбирање за културата на ромите и секако потребите на ромските ученици, почнувајќи од јазикот, па самото социализирање на учениците и секако тука се уште присутни и стереотипите и предрасудите, каде што однапред се дефинирани, знаеш, очекувањата за ромските ученици.